Партијата за движење на турците информираше дека на локално ниво во општина Радовиш го напушта владеачкото мнозинство, па советникот Јашар Сулејман ќе действува надвор од советничката група на коалицијата предводена од СДСМ. Во соопштението не конкретизира дали советникот Сулејман ќе се припои кон коалицијата на ВМРО ДПМН. Револтот доаѓа, како што информира од партијата, заради деградирачкиот однос на општинските власти и градоначалникот и, како што велат, од локалните шерифи кон турската заедница во општина Радовиш. Турската заедница, како и сите други, има потреба од инфраструктура и со години турските населени места беа заборавени. Како партија на власт која се води од концептот едно општество за сите, нема да дозволиме локални структури да го срушат тој концепт. Партијата силно верува во вредностите на едно општество за сите и во изминатиот период јасно се спротивстави на политиките кои не ги почитуваат истиот. Велат од партијата, од каде подвлекува дека ќе продолжат да действуваат за еднакви можности на сите граѓани. Реагираше кабинетот на градоначалникот на Радовиш Герасим Конзулов, кој ги отфрли и демантира обвинувањето од партијата за движење на турците. Оттаму вела дека турската заедница воопшто не е деградирана, туку напротив, во последниве години постојано се инвестира во овие места, со цел да добијат соодветни услови за живот. Веќе подолго време, со цел да се наруши угледот на градоначалникот Герасим Конзулов, се прават обиди да се создаде проблем таму каде што реално го нема. Употребата на лични навреди и недолични квалификации само ја потврдуваат намерата на определени лица по секоја цена да иницираат конфликт со градоначалникот. Градоначалникот останува посветен на решавањето на реалните проблеми кои ги засегаат сите граѓани и за тоа сведочат бројните проекти реализирани во градот и населените места. Стои во демантот од градоначалникот Конзулов кој ги повика медиумите и сите релевантни структури да ги посетат турските населени места за да се видат сите реализирани проекти. Останува нејасно како сега ќе действува советникот Сулејман, дали ќе ја поддржува коалицијата на СДСМ или ВМРО ДПМН. Освен овие две коалиции кои имаат сооднос 8 наспроти 7 советника, партиципираат и тројца советници од независни советнички листи.